нудиме проекти и подобра иднина. Ние нудиме основа за успех на идните генерации. Нудиме дела за подобар живот. Наспроти некои од нас кои се зафатени со продавање филозофии и празна реторика, протести и отпор, наместо визија и конкретни проекти. Гледам во последно време, дами и господа, некои од луѓето се загрижени околу донесувањето на крајната одлука на 24 март. Загрижени бидејќи се уценувани, бидејќи добиле закани или лажни ветувања. Гледам луѓе со скршен дух во кој владее страх. Токму заради тоа ние и ги правиме овие собири, почитувани мои, да донесеме заедничка одлука. Дали да одиме напред или да се вратиме назад. Ако имате било каква замерка за сите овие напори и труд, ако имате нешто нелогично во водењето на нашата политика, сакам тоа да го кажете јасно и гласно. Но дозволете ми да ве потсетам, почитувани, дека токму оваа политика е таа што носи прогрес. Не велам дека е идеална, но единствено таква политика влие директно на обичниот граѓанин на Македонија. Таа политика повеќе од 6 години ги става во агонија нашите политички противници. Ги порази олигарсите, ги порази традиционите политичари, ги порази шверцерите и криминалците. Речи си цела наша држава ги ужива бенефитите од она што оваа политика ги нуди. Само нашата општина е една од малкоте која мора да се задоволи со она што доаѓа преку директните владини канали. Со сето ова позади нас, дали сметате дека треба да ја внесеме нашата општина во машинеријата на прогресот, дали да одиме напред или да се вратиме назад? Дали може да се плашите од политиката која не е способна да понуди опозиција, а камоли позиција? Таа, почитувани, е практикувана од луѓе кои или се предаваат, или се стасани од законот да ја сносат одговорноста за направената штета на народот. Промената е веќе започната и е поблиску отколку што изгледа, а бројот на рекрутите кои ќе ја донесат оваа промена со нас се повеќе се зголемува. Почитувани, промените се чувствуваат, бидејќи верувам во себе и верувам во вас, бидејќи не сум човек кој е себичен и бранител на личните интереси. Токму како бранител, како слуга на сопствената земја, бев исправен на тежок тест во 2001 година. Како неопходен дел од штитот на нашата татковина, застанав со перфектно составен тим. Тим изграден од луѓе кои знаеа дека нема да умреме во друштво на некој кој не е подготвен да умре со нас, како вистински македонец. Со такви луѓе јас мојата задача ја завршив на највисоко ниво. Такви ми требате вие, почитувани вистински македонци. Такви кои може да ја видат идината од денес според изборот кој ќе го направат. Да го видат она што и треба на нашата општина, она што и треба на нашата држава. После 4 до 5 години може да бидете повеќе разочарани поради работите што не сте ги направиле, отколку од оние кои ги имате направено. Ослободете се од сидрото кое со години ве држи во место. Отфрлете го секој сомнеж. Отворете ја нашата програма. Прочитајте. Никогаш не е досадно. Сум бил и секогаш сум достапен за секого. Доколку нешто недостасува таму, побарајте ме. Невозможното нема да ви го ветам, но од она што може, верувајте, ќе го извлечене максимумот. Ново Коњарево избира дела. Затоа, почитувани, граѓани на Ново Коњарево, на 24 март ве повикувам
масовно да излезете на гласање и да гласате за бројот 19 за градоначалник на општина Ново Село, за Блажо Велков. Сакам и барам од вас, почитувани, славењето на 24 март да го почнеме од овде. Сакам првиот бум на ВМРО ДПМН да почне од оваа место. Сакам да докажеме колку е голема нашата заедница, да докажеме дека ВМРО ДПМН е повеќе од партија и идеологија. Одиме на сигурна победа со нови дела за нов напредок. Да живее Ново Конјарево, да живее општина Ново Село, да живее ВМРО ДПМН, да живее Македонија, да сте живи и здрави. Благодарам.